Good evening. This is Peter Vrtkovski on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеца Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоснени програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма, овде во Ньюкастел, Пеце Вртковски. Како што знаете, почитувани слушатели, на 4 октомври во нашиот град Ньюкастел, овде во нашиот македонски културен центар, се одржува концерт со најпопуларните од убава Македонија, Јордан Митев и Благица Павловска. Да слушниме нешто повеќе околу овој концерт. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев и жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Ньюкастел, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристовеловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска. 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Ньюкастел, ве чекаме.
Да продолжиме со најновите вести Ньюкасл и околината, најновите соопштенија. Генералниот комитет заедно со сите наши македонски организации овде во Ньюкасл со голема гордост ве известува по повод долгогодишното решавање на статусот на нашиот свештеник Пецо Петровски и враќање на нашата православна црква Света Богородица овде во Бротмедо, Ньюкасл, во редовите на Македонската православна црква од Австралија, Сиднејска епархија. По тој повод се организира дочек на дедо владика Тимотеј во месец септември на ден 13 септември петок во заедничка служба со нашиот свештеник Пецо Петровски во 6 сатот вечерта. За повеќе информации околу ова припремање на денот со владиката Тимотеј ќе најавиме во наредната програма, исто и на Facebook. Според сето ова ве покануваме сите верници да бидете присутни масовно за ова голема духовна служба, што не се случило во последните 25 години во нашиот град Ньюкасл. Соопштение за сите родители на деца од 5 години постари: може да ги донесите вашите деца во нашиот македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок во 4:30 сатот после пладне. Имаме доста дечина регистрирано. Имаме наставници за секоја возраст кој сака да научи да пишува и чита македонски. Значи сите сте добродојдени без разлика на возраста. Исто можете да ги регистрирате вашите дечина за другата година, за да можеме да си одобриме паричен фонд од државата. Исто така најавуваме дека може да ги донесите вашите дечина од 5 години постари за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов, под раководство на хореографот Добре Колевски, секој петок од 6 до 8 сатот на вечер. Како што знаете, нашиот македонски културен центар овде во Ньюкасл ви стои на располагање за сите ваши потреби, како свадби, свршувачки крштевки и родендени и други работи. За сите тие може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148, исто и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Нашиот фудбалски клуб Newcastle Suns од Ньюкасл организира презентацијна забава по повод крајот на сезоната, и тоа во сабота на 14 септември во нашиот македонски културен центар во Бротмедо со почеток во 6 часот вечерта. Ќе свири најдобрата музичка група од Сидне Деспина со најпопуларниот кларинетиста од убава Македонија Илија Ампески со вокалистот Туше Благојче Стојановски. Цената за ова вечер е $25 за возрастни до 16 години, испод 16 влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај Тони Веловски на 0408 693817. Председателот на нашата заедница овде во Ньюкасл, Саше Стојчевски, заедно со сите мембери во нашата заедница ве покануваат на протестот што доаѓа во Камбера на 8 септември во недела, да бидеме во поголем број. Имаме превоз и за повеќе информации јавете се кај Мери Мицевска на 0413 634181. Повеќе околу протестот видете на Facebook. Нешто да проследиме и за здравието. Секој ден еден лимон повеќе. Резултатот не можете ни да го замислите. За многу кратко време се изфрла вишокот на килограми и она што е најважно, се намалува обемот на стомакот, нозете и сите делови кои се обложени со сало. Диетата трае 9 дена и се повторува наназад, што значи дека вкупно трае 17 дена. Се слабе околу 10 килограми и не е претерано строга. За појадок, сите денови се јаде овошје, по избор и количина неограничена. Овошјето мора да биде од еден вид и не сме да се комбинира. Ако изберете портокали за тој ден, мора да јадете само портокали и никако да не комбинирате, например, со јаболка или банани. Количината на оброците ја одредувате сами. По можност треба да биде помали од вообичаено. За ручек варира по избор. Граф, грашок и други мешумки, спанај, шопска салата без сирење, чуна и сос од домати и маслинки, макарони со доматен сос, 2 парчина интегрален леп со нискокалоричен намаз. За вечера по избор не сме леп до 19 часот.
таратур, зелка, салата, краставица, марула, јајца, поретко. Разни комбинации од претходните намирници. Првиот ден треба да се испие 1 литар вода со 1 исцеден лимон. Вториот ден се пие 1 литар вода со 2 цедени лимони. Третиот ден се пие 1 литар вода со 3 цедени лимони. И се така додека да стигнете до 9-тиот ден, кога се пие 1 литар вода со 9 цедени лимони. Потоа се брои наназад. 10-тиот ден е всушност 8-миот ден, 1 литар вода и 8 лимони. 11-тиот ден е всушност 7-миот ден, 1 литар вода, 7 лимони. Па 12-тиот ден е всушност 6-тиот, со 1 литар вода, со 6 лимони и така натаму. Секој утро ги миела забите со ова средство. Ефектот е фантастичен. Правилото е јасно. Секоја сабајле забите измејте ги не со паста за заби, туку со прашак за пециво. Поради своите состојки, прашакот има многу поволен ефект во борба против бактериите во устата, кои се главни причинители за лошиот здив. Каменецот е водечка причина за орални проблеми. Ако го послушате нашиот совет, ќе се ослободите од лошиот здив и ќе го намалите ризикот за развој на гингивит. Чистењето се со забен конец е уште една постапка во оралната хигиена која не треба да ја запоставите. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Наздрави за љубов и за стреќа. На нашиот многу сакан и поштован син и брат Дајвид Митревски, од сее срце му очеститаме 20-тиот роден ден, исто му пожелуваме добро здравје, голема стреќа и весело во младоста. Овие убави честитки ги спраќаат таткото Зоран, мајката Валентина и милата сестричка Ерон Митревска. Ако грб ти сврти животот, кога нешто не оди, застани и насмеј се, избриши ги солзите, кога иде крај нас се, немаш сили повеќе, не заборави и да добрите нови. Настави за љубов, настави за среќа, настави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настави за љубов, за среќа, настави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Некој те разочара, пријател или роднина, или те напуштила, љубовта најголема, тогаш само помисли и нагоре погледни. Господ гледа се и мисли добро за тебе. Настави за љубов, настави за среќа, настави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настави за љубов, настави за среќа, настави за секој ден. Животот е еден и тој
Nastravi za ljubav, nastravi za sreća, nastravi za sekoj den. Život odreden i to i ne vreden, ako nego živeš. Nastravi za ljubav, nastravi za sreća, nastravi za sekoj den. Život odreden. Со песната Ајде сите на нозе. На нашиот многусакан мил внук Давид Митревски со наискрени желби и честитки му го честитаме 20-тиот роден ден, воедно му посакуваме среќни и весели години во младоста, заедно со сите негови блиски и сакани. Овие убави желби искрено се посакани од неговите многу сакани дедо Кире, баба Совка, чичо Роберт, сите Митревски. Со истата народна песна, среќен и многу весел, како и радосен 20-тиот роден ден, на саканиот внук и братуџе Давид Митревски му посакуваат тета Гордана и брачедите Оливија и Анџелина.
Со песната од Битола појдов на саканиот син и брат Джошуа му го честитаме 19-тиот роден ден, исто му посакуваме големо здравје, убава стреќа и весело во младоста, заедно со сите негови најсакани и најблиски. Овие се убави честитки посакани од мајката Светлана со Мак, братот Ник со Рена и малата Изабела. Со истата народна песна на нашиот многу сакан и поштован внук Джошуа, со најсакани желби и честитки му честитаме 19-тиот роден ден, исто му посакуваме добро здравје, голема стреќа и успех во работата. Овие се искрени желби посакани од неговите многу сакани дедо Томе и баба Лена Велјановски. Од Битола појдо, во Прилеп дојдо. Прилепските моми, сите тутунарки, а битолските мелем на рана. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Крштевка на малиот Ели Стојановски му честитаме стреќно весело Крштевка да расти голем, здрав и стреќен во неговиот млад живот. На таткото Крис, мајката Бернадет, весела радост
Isto со сестриче да се радуваат до година. На дедовците и бабите од двете страни честито убавата радост. Исто на внуците од двете страни убава радост. Сето тоа му пожелува бабата Лидија, дедо Таше Гроздановски со цела нивна фамилија.
Со песната Велат не нема. На поштованиот внук и братуџе Џошуа му го честитаме 19-тиот роден ден, исто така му посакуваме многу здравје, голема среќа и успех во работата и во младите години. Сето тоа се честитки од Вујче Стивен, Вујна Тања и брачедите Ајла, Скај и Илај Велјановски. Со истата народна песна на нашиот сакан внук и братуџе Џошуа му честитаме 19-тиот роден ден, како и многу среќно и весело во младоста со сите негови блиски и сакани. Овие се желби посакани од Вујче Крис, Вујна Кристина и милите братучеди Оливија и Доменик Сите Велјановски. pesni gordo peme. Pesni gordo peme. Pesni gordo peme. Со песната Стани моме да заиграш, културно-уметничкото друштво Стив Наумов од Нјукасел, заедно со кореографот Добре Колевски, на играорката Софи Мандикос и го честитаат родениот ден. Исто и посакуваат голема среќа да ја прати во незиниот млад живот, весел и голем успех во школото и фолклорот.
naj, miloj mome, ni na naj, naj. I svimo me snaga tati, tvojta snaga ubava. Daj da ja gledam da pejam, ovdje samo jedna živejam. Daj da ja gledam da pejam, ovdje samo jedna živejam. Opa nina nina naj, nina najna, nina naj, miloj mome, nina najna. Opa nina nina na, nina najna, nina naj, miloj mome, nina najna. Žive v ovoj život lažove, dok sam živ da se radovam i da umram da ne žalam. Dok sam živ da se radovam i da umram da ne žalam. Opa nina nina naj, nina najna, nina naj, miloj mome, nina najna. Opa nina nina naj, nina najna, nina naj, miloj mome, nina najna. Opa nina nina naj, nina najna, nina naj, miloj mome, nina najna. Opa nina nina naj, nina najna, nina naj, miloj mome, nina najna. Почитувани слушатели, да проследиме уште една желба. Со песната "Ајде што си бевме големото друштво" на нашиот многу сакан и поштован сопруг, татко и дедо Стојан Митревски. Од се срце сакаме да му го честитаме 80-тиот роден ден, исто му пожелуваме многу здравје, радост и среќа да го прати во неговиот живот, во иднина и длабока старост, да си дочека заедно со цела негова сакана фамилија. Овие се желби посакани од супругата Зора, синот Лјупчо, внучињата Стефани и Ешли и зетот Роберт, како и Семента и Бренден. Исто честитки спраќаат и зетот Пида, ќерката Лена и внучињата Адам, Лукас, Белчев, сите од Сидне. Да ја слушниме песната. Što si bevne golemото društvo, golemото društvo, site pijanici. Ajde što si bevne golemото društvo, golemото društvo, site pijanici.
даде Господ да се собериме, да се собериме до луѓени мале. Pečime, vino ke pijeme, mome ke ljubime od 16 godini. Prle ke pečime, vino ke pijeme, mome ke ljubime od 16 godini. А сега, почитувани слушатели, да проследиме нешто и за нашиот концерт овде во Ньюкастел на 4 октомври во нашата македонска сала во Ньюкастел со Јордан Митев и Благица Павловска. Да слушнеме нешто повеќе околу тоа. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. И жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Ньюкастел, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристовеловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска, 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Ньюкастел, ве чекаме. Да продолжиме со најновите соопштенија од Ньюкастел и околината. Генералниот комитет заедно со сите наши македонски организации овде од Ньюкастел со голема гордост ве известува по повод долгогодишното решавање на статусот на нашиот свештеник Пецо Петровски и враќање на нашата православна црква Света Богородица овде во Бротмедо, Ньюкастел, во редовите на Македонската православна црква од Австралија, Сиднејска епархија. По тој повод се организира дочек на дедо владика Тимотеј во месец септември и тоа на ден 13 септември, петок, во заедничка служба со нашиот свештеник Пецо Петровски во 6 часот вечерта. За повеќе информации околу припремање на денот со владиката Тимотеј ќе најавиме во наредната програма, исто и на Facebook. Според се това ве покануваме сите верници да бидете присутни масовно за ова голема духовна служба што не се случило во последните 25 години во нашиот град. Нашиот фудбалски клуб Newcastle Suns од Ньюкастел организира Presentation Night забава по повод крајот на сезоната и тоа во сабота на 14 септември во нашиот македонски културен центар во Бротмедо.
со почеток во 6 часот вечерта. Ќе свири најдобрата музичка група од Сиднеј Деспина со најпопуларниот кларинетиста Илија Ампески и вокалистот Туше Благојче Стојановски. Цената за ова вечер е $25 за возрастни, за деца испод 16 години влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај Тони Веловски на 0408 6938 017. Исто може да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 за ова многу богата вечер со нашиот македонски фудбалски клуб Ньюкасл Санс. Председателот Саша Стојчевски заедно со сите мембери во нашата заедница овде во Ньюкасл ве поканува на протестот што доаѓа во Камбера на 8 септември во недела. Да бидеме во поголем број, имаме превоз бесплатен и за повеќе информации јавете се кај Мери Мицевска на 0413 634181. Повеќе околу овој протест видете и на Facebook. Како што спомнавме, почитувани слушатели, претходно за прославата на 14 септември за нашиот македонски фудбалски клуб од Ньюкасл Санс, може да се јавите за карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Исто така и кај Тони Веловски на 0408 693817. Да проследиме нешто и од најновите вести од Македонија. Мицковски, наместо да се борат против тие го штитат криминалот. Бев во Радовиш и Радовишка ровница во преубавиот манастир Свети Ѓорги. Сликата за тоа како живее македонецот е тажна и жална. Жалосно спротивна одговорите на премиерот и неговата свита. Народот е огорчен од кастата на власт, за кои најважни се парите, криминалот и нивниот личен бенефит. Секој ден, секој час, македонецот губи нешто. Ја губи слободата, стабилноста, интегритетот, идентитетот со кој тагуваат. Ја губи европската иднина, зашто такви луѓе ни ја водат земјата. Наместо борба против криминалот, имаме власт која води борба да го заштити криминалот. Наместо борба за правда, имаме промоција за неправда. Народот веќе не им верува, а не им верува зашто удрија по се што е свето и важно за нашите граѓани. На народот му одзема 3 години време да стагницира, време на најцрниот криминал некогаш сторен досега. Станавме држава каде премиерот е главата, а министрите главни пипци на криминалниот откопот кој хара по Македонија. Затоа наша обврска е да го вратиме сето она што е разрушено и украдено, да се бориме за своја педа македонска земја, која ја опустошија и искрадоа, да обезбедиме иднина и обнова на Македонија и сигурност на секој еден граѓанин. Изаев и неговата каста знаат дека само месеци се во прашање кога народот ќе ги порази и Македонија ќе победи, напиша на Facebook председателот на ВМРО ДПМН Кристијан Мицевски. Нешто и за здравјето. Невероватно. Изедете 5 ореви и почекајте 4 часа. Оревите се важни за исхраната, не само што се полни со корисни хранливи состојки, вклучувајќи полинезачистени масти, феноли, витамин И и тони антиоксиданти кои можат да имат изненадувачко влијание на целокупното здравје. Конзумирање на само 5 ореви дневно во својата секојдневна исхрана донесува изненадувачки здравствени предности. Ја намалува големината на струкот за повеќе од 1,27 сантими. Го намалува изгледот за развој на болести на срцето. Го поддржува здравјето на мозокот. Го намалува колестеролот. Го зголемува бројот на сперматозидите кај мажите. Го намалуваат ризикот од дијабетис, исто превенција на рак, ги засврстува коските и кожата и ноктите. Влијанието на оревите е огромно, што многу луѓе имаат здравствени предности, тоа само неколку часа по конзумирањето. Тие со своите хранливи, состојки и витамини го полнат телото со гориво до следниот оброк. Орасите се познати за стабилизација на стресот. Антиоксидантите во оревите го зајакнуваат срцето и се борат против слободните радикали, кои се познати за
предизвикување на болестите на срцето. Омега-3 масните киселини го намалува чувството на депресија и симптомите ADHD, а органите почнуваат да работат подобро, го спречуваат зачепувањето на артериите и другите негативни влијанија на здравјето. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle